Болести ќе го намалат родот кај житото најмалку за 1/3. Кај есенските посеви во регионот веќе е забележено присуство на така наречен гнилеж кај житните култури, што може да доведе до намалување на родот за 30 па дури и за 50%. Тоа се должи на ниските температури, на влагата која што понатаму нели со топењето на снегот предизвика да самите растенија бидат со послаб имунитет, во послаба физиолошка состојба и се појавија веќе на терен се забележливи појава на болести како што се рѓата, септориите, лисна дамкавост и така натаму, кои што кај пшеницата и кај јачменот можат да предизвикат понатаму намалување на родот и на приносот. Болеста засега е најраширена во Кочанскиот регион, каде првичните анализи и лабораториски го потврдиле присуството на гнилежот. Зафатените површини со болест не можат да се санираат, но за да се спречи или намали понатамошното ширење на болестите, неопходно е итно третирање на посевите. Во тек или поточно сме на прагот од третирање и против плевели, односно хербицирање против плевели, што значи дека производителите можат во исто време да вршат и хербицирање и фунгицирање, односно заштита, сузбивање на плевелите и заштита на житните култури од болести. Ова секако е нов трошок и нова неизвестност за земјоделците. Освен болестите кај житарките, дел од нив се соочуваат и со измрзнување, особено кај јачменот. Тоа значи дека жетвата ќе биде една од најлошите во последните неколку години, кои за нив и онака не беа добри. Иако лани тие се радуваа на добар род, произведеното, трговците им го купија по срамно ниски цени, па на нив повторно им остана само незадоволството. Инаку, оштетувањето кај житарките како резултат на енорно ниските температури во јануари се само уште едни во низата. Претходно, лозаровоштарите пријавија измрзнување на вранецот до 90% и над 70% штети кај модрите сливи во Малешевијата.